Сакаш малку од овие прекрасни грицки? Чипс со бејкон. Не фала, имам стој. Сакаш? Дај да пробам. Што е ова, бе? Бадеми и лешници. Најубавите грицки, а не како твојата хемија полна со калории. Туку нешто си ми поправен. Мислиш? Не, можда сум нешто подобро. Па на што личам јас? Ќе ме отпуштат од работа. Сите ќе ми се смеат. Ќе се убијам. Ќе одам на липосукција. Ореви, бадеми, лешници, кикирики, индиски оревчини, фстаци, сончоглед, добро познати на нашиот народ. Знаеме дека се омилени грицки и кај младите и кај старите, но секогаш може повеќе да научиме. Овие семки, како и останатите јаткасти плодови, спаѓаат, верувајле или не, во групата на протеинска храна. Растително месо. Само ја отстрануваме лушпата и ги јадеме живи од природата. Тие се одлични за енергијата на телото. Можеби затоа се толку омилени кај навивачите. Ево, полувреме. Ајде да спремиме нешто од грицкиве вокуини. Имам грицки вокуини. Ајде. Гледам, имаш се, ајде да направиме ќофтиња. Ќофтиња од што? Од јаткасти плодови. Само побрзо да стигнеме за второто полувреме. Ќе стигнеме. Пасираме грст лем во млака вода. Додаваме околу 5 кришки црн ржан леб и 4 мали ситно исечкани сушени домати. Зачинуваме со мајчина душичка, жалфија и макдонас. Се заедно се пасира во хомогена маса. Посебно пасираме 3 исечкани моркови, по 100 грама непечени бадеми, ореви и лешници. Ја додаваме претходно подготвената смеса од лен, една кесичка квасец и сол по желба. Се валкаат во трошките и се пржат многу кратко во ладно цедено маслиново масло. Готовите ќофтиња ги посипуваме со свеж макдонас. Кој би рекол дека може да се приготви десерт од јаткасти плодови? По 200 грама непечени бадеми, ореви и лешници додаваме 200 грама кикирики и 100 грама ленено семе. Се пече на 200 степени во претходно загреана рерна околу 15 на минути. Не те прашав, имаш ли маџун? Маџун? Да, тој е гроздов слад. Јаткастите плодови печејки се ќе ги испуштат сите своји прекрасни ароми. Под длабок сад за готвење се ставаат по 200 грама цветен мед, маџун и 250 грама кафеав шекер. Ја загреваме смесата додека да почне да врие и да се згуснува. Внимавајте да не загори. Врелата смеса се истура врз испечените јатки. Одозгора покриваме со хартија за печење и оставаме да се излади, пошто сечеме правоаголни форми и добиваме здрави и вкусни пастили од јаткасти плодови. А знаеш ли дека може да приготвиме мајонез и тоа здрав од бадеми? Половина килограм непечени излупени бадеми се мелат со блендер со додавање на 300 грама ладно цедено масло, сок од еден лимон и малку вода. Кога смесата ќе стане како мајонез, ја сервираме во сад со додаток на стапчиња од селер, морков и тиквичка. Готово е, леле како изгледа убаво. Ќе видиш каква ќе биде нивната реакција. Ајде, ќе почне второ полувреме. И не заборавајте, движете се секој ден. Храната може да биде и отров и лек, од вас зависи. А продуктите набавувајте ги во пребогатиот шпајс на Македонија.